Од 1 до 5 години забрана за живење во студентски дом ќе добијат студентите кои од октомври ќе бидат фатени како конзумираат алкохол во соба или како го уништуваат инвентарот во собата. Со предлог измените на Законот за студентски стандард, кој според Министерката за образование и наука Весна Јаневска треба да се донесе месецов и да почне да се применува од октомври, меѓу другото ќе биде забрането и насилно, навредливо и заканувачко однесување во домовите, дискриминација, физичко или психичко малтретирање и непочитување на вработените во домот, а ќе се ограничи и возрастната граница до која студентите може да живеат во студентскиот дом. Според Министерката Јаневска, ограничувањето на возрастната граница до 30 години е бидејќи откриени се и студенти кои имаат околу 40 години и се уште живеат во студентски дом. Детектиравме студенти кои со години се сместуваат во домовите, законски наоѓаат начин и ги користат услугите за 3400 денари да живеат во месецот, 3400 денари во месецот, со сите покриени трошоци за храна, вода, струја и се што им е потребно. Едноставно презапишуваат години на факултет и добиваат услуги во дом. Втората измена е всушност воведување на казнена одредба, забрана за време од 1 до 5 години за сместување во студентски дом за студенти кои ќе сторат потешки повреди на куќниот ред. Председателката на Универзитетското студентско собрание Ангела Василевска рече дека ваквите правила кои ќе произлезат од новите законски измени ќе значат побезбеден и повисок студентски стандард за студентите. Според неа, правилата ќе создадат механизам на одговорност кај студентите. Редот е неопходен во студентските домови, особено кога станува збор за заштита на имотот, безбедноста и мирот на останатите студенти. Сепак, секоја санкција треба да биде пропорционална на прекршокот. Целта не треба да биде само казнување, туку и превенција и создавање одговорност кај студентите. Гоше Николов од Студентарија вели дека се согласуваат да има ред во студентските домови, но објаснува дека одговорноста треба да биде двонасочна. Одговорноста треба да биде двонасочна, односно како што студентите треба да бидат одговорни и за нив ќе следуваат казни и санкции доколку се неодговорни, исто така одговорни треба да бидат и институциите и раководствата на институциите и секако следствено на тоа да следуваат казни и санкции за нив. Например, ако некој студентски дом направи прекршок на правилата кои што важат во тој студентски дом, тој ќе добие или писмена опомена или дури ќе биде исклучен од домот со можност или таа казна да му важи 5 години да не смее никаде да се смести. Што правиме во ситуации кога раководството на студентските домови не го почитуваат достоинството на студентите? Поред измените на законот за прекршоци од помал обем се предвидени поблаги дисциплински мерки, меѓу кои усна или писмена опомена, јавна опомена и превремено исклучување, а видот на санкцијата ќе зависи од тежината на прекршокот и проценката на надлежната комисија.